Од 11 април генерален штрајк започнуваат вработените во градинките и училиштата. Од самостојниот синдикат за образование, наука и култура 10 дни, додека владата не ги усогласи платите со минималната, нема да се откажат од прекин на воспитно-образовниот процес. Негувателките и воспитувачките нема да згрижуваат дечиње во градинка, а наставниците и професорите нема да одржуваат настава. Врз основа на Законот за работни односи, ќе бидат во установата во која што работат, ќе се договорат за местото на штрекување со работодавачот, со директорот и други детали кои што се потребни за непречење на функционирање на установата. Дечињата во детските градинки не смеам да кажам дека нема да ги примаме, меѓутоа воспитно-образовниот кадар нема да врши воспитно-образовна изгрижувачка дејност, што значи дека реално и нема кој да ги прифати децата. Во основно и средно образование, значи ќе има прекина наставата, матурските испити кои што во текот на април месец ќе бидат, би требало да бидат реализирани, исто така ќе бидат прекинати и така натака. Синдикатот бара платите во образованието додат нагоре за 18,5% и во иднина минималната плата да биде основица со која ќе се множат коефициентите на сложеност на работните позиции. Дури од таа причина беше иницијативата од нашите членови заради така наречената урамниловка во детските градинки во основното и средно образование да се создаде таков револт при изголемување на минималната плата. Или еве во преговори надлежните министри сакаа да се пофалат дека во образование кумулативно се зголемиле платите за овие последни 5 години, зборувам за основно и средно образование, 21,3%. А каде сме со она усогласување до 78% што го бара Законот за минимална плата? Сонг вчера беше на средба во владата, која заврши безуспешно за синдикатот. Од владата пак уверени дека диалогот продолжува со цел да се изнедат издржливи решенија. За Сонг не постои друго решение освен исполнување на нивните барања.